Василево, Султанија, Царево село. Ова се трите имења кои низ историјата се до 1950 година ги имал градот кој се наоѓа на најкрајната точка на истокот, Делчево. Денешното име градот го добива на 23 април 1950 година од страна на Президиумот на Народното собрание на Народна република Македонија во чест на великанот Гоце Делчев. Делчево е најголемиот град во Пијанечката област. Низ историјата тоа било место на многу важни за државата настани, како што се Разловечкото востание, но и Пијанечката република, која функционирала до 1878 година под водство на револуционерот Димитар Беровски. Што се случувало во градот и било интересно. Нормално тоа е од сферата на културите и на спортот, ако зборуваме, тоа се прво Соколите, кои што благодарејќи на нив една група на млади луѓе формирале Соколска организација, која што Соколска организација била една од најнапредните од тогашниот Штипски регион. Но во исто време сакам да кажам дека почнува многу брзо да се развива трговијата, размената на стоки. Тоа допринесува да во тој временски период голем број на млади луѓе, интелектуалци, овозможат да се развие чашијата, да се развие корзот. Се до 60-тите години од 20-тиот век Делчево било мало градче, меѓутоа со сите урбани атрибути кои го прават специфична градска средина. Најмногу луѓето било развиено берберството, има во ден денеска берберите ги има, биле едни од најпопуларните во тогашно време. Во исто време кундерчиите биле популарни. Во исто време и оние луѓе што се занимавале со ковачите. Но многу брзо се развива кафанскиот живот. Во тој временски период имало можеби над 3000 војска во тој регион и луѓето и војниците постојано биле по кафаните. Во тогашно време имало голем број на домашни пекари. Денес Делчево е современ, модерен град, кој ги живее придобивките низ искушенијата на 21 век. Смената на генерација и низ вековите наназад испишеле импресивна и достојна за почит историја. Сегашните генерации го пишуваат својот дел од приказната, обидувајќи се да додадат свој белег во неа.